Сведокот Гоце Трајковски, кој требало да сведочи и да ги прегледува снимките од безбедносните камери во кривичниот суд, не се појавил на рочиштето поради паничен напад. Трајковски, како што било соопштено, го информирал судот преку својот адвокат дека не е во можност да се појави поради здравствени причини, поточно поради напад на паника. Ова рочиште е дел од судскиот процес во кој е обвинет поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, Сашо Мијалков, за случајот Империја. Одбраната на Мијалков бара одложување на рочиштето поради отсуството на клучниот сведок, а судот ја прифати нивната молба и го презакажа следното сослушување. 15 високи полициски функционери добија отказ од Министерството за внатрешни работи поради неправилности во издавањето дозволи за оружје. Според официјалните информации, овие службеници биле инволвирани во селективно и незаконско издавање дозволи на лица кои не ги исполнувале законските критериуми. Министерот за внатрешни работи изјави дека одлуката за отпуштање е донесена по внатрешна истрага, која открила сериозни злоупотреби на службената должност. Со оваа акција, Министерството за внатрешни работи испраќа јасна порака дека нема да толерира корупција и прекршувања во своите редови. Хрватскиот министер за здравство, Вили Берош, е уапсен под сомнение за корупција во врска со набавка на медицинска опрема. Според истрагата, тој наводно овозможил тендери за набавка на микроскопи да бидат доделени на фирми блиски до неговиот круг, со што сериозно ги оштетил државните средства. Хрватските обвинители соопштија дека истрагата открила сериозни неправилности при спроведувањето на јавните набавки и злоупотреба на службената позиција. Уапсениот министер се соочува со сериозни обвиненија кои би можеле да резултираат со долгорочна затворска казна доколку бидат докажани пред суд. На 101 годишна возраст почина јапонската принцеза Јурико, најстариот член на царското семејство. Принцезата Јурико била вдовица на покојниот принц Микаса, кој беше брат на императорот Хирохиито. Таа со децении беше посветена на хуманитарна работа и беше почитувана фигура во Јапонија, со што го задржа своето влијание дури и во поодмината возраст. Принцезата, родена во 1923 година, била сведок на значајни промени во јапонската историја, вклучувајќи ја и Втората светска војна и повоената трансформација на земјата. Нејзината смрт означува крај на една ера во јапонското царско семејство, бидејќи таа беше последниот жив член кој беше дел од царската фамилија уште пред војната. Илон Маск остварил средба со иранскиот амбасадор во САД, наводно со цел да помогне во намалување на тензиите помеѓу Вашингтон и Техеран. Според извори блиски до ситуацијата, Маск се обидува да посредува за подобрување на дипломатските односи кои беа значително нарушени за време на администрацијата на поранешниот претседател Џо Бајден. Средбата се одржала во време кога Иран и САД повторно отворија канали за дијалог по повеќегодишниот застој. Маск, кој е познат по својата визија за глобални промени и иновации, наводно е вклучен како неформален посредник во обид да се олеснат преговорите за нуклеарните прашања и санкциите кои оптоваруваат иранската економија. Украина соопшти дека нејзините воздухопловни сили успеале да соборат 25 беспилотни летала камикази и крстосувални ракети во последниот напад на руските сили. Според информациите, воздушната одбрана на Украина била во состојба да ги пресретне и уништи нападите во различни региони, спречувајќи ги сериозните штети. Украинските власти потврдија дека овие напади се дел од ескалираната војна со Русија, каде руските сили продолжуваат со напади на клучни инфраструктурни објекти. Украинските официјални лица истакнаа дека ваквата одбрана докажува ефективност на нивните системи и подготвеност да се соочат со агресијата.